Здраво дечки, денеска се наоѓаме во Хамбург. Ова позади мене е Елбфилхармонија. Оваа филхармонија е најубавата во Европа, а можеби дури во светот. Ако не е најубава, сигурно е најскапата. За нејза се потрошени повеќе од 866 милиони евра. Стои на 12-то место за најскапите згради во целиот свет. Елба филхармонија се наоѓа на Хафен Сити, која добила своето име по реката Елба, која тече низ градот Хамбург. Елба филхармонија е изградена на стара катна гаража, која е комплетно реновирана. На нејза е подигната оваа зграда. Незината висина е 110 метри и е една од највисоките згради во Хамбург. Во оваа филхармонија имаат настапувано најголемите светски звезди. Еден од нив е наш македонец. Тој е нашиот најголем пианист, Симон Трвчевски. Оваа зграда официјално е завршена на крајот на 2016 година. Првиот концерт беше на 11 јануари 2017 година. Незиниот капацитет е 2100 луѓе. Во оваа зграда, покрај катната гаража, има хотел и приватни станови што можете да ги купите. Ама дали знаете колку кошта 1 квадратен метар, дечки? 1 квадратен метар кошта 35.000 евра. Тоа е толку многу. Тоа значи, ако сакате еден мал стан да купите, треба да платите преку 1 милион евра. Тоа е премногу пари, дечки. Дали знаете дека секој ден преку 17.000 туристи доаѓаат и ја гледаат оваа Елбфилхармонија? Тоа значи дека секоја година преку 3 милиони луѓе доаѓаат и го посетуваат ова место. Дојдете и ние да го видиме. Дечки, за еден тикет за филхармонијата ништо не мора да платите, значи е посебност на германски би била. Дечки, ова е најдолгиот ескалатор што сум го видела до сега. За мене да ви кажам баш најдолгиот. Овој е преку 82 метри долг. Дечки, сега се наоѓаме на плазата на Елбфилхармонијата. Сега сме на 37 метри висина и од тука можете да го видите за малце цел Хамбург. Еве погледнете и се знае Хафенот. Ама денеска некако има нависина многу магла.
да ги посетите овие две сали, ви е потребен еден туристички водач. По човек тоа кошта 20 евра и една тура трае 90 минути. Јас би препорачала малце порано да ги организирате вашите тикети, ако не ќе останете без. Јас денеска навистина си помирав многу убаво тука во Елбрухамони, навистина многу вреди и ако имате вие некои желби што да ви биде моето следно видео во Хамбург, кој јас тука живеам, пишете го во коментарите, останете здрави, се надам дека ќе се видиме следниот пат повторно. Чао дечки, пишете во коментар. Чао.